Домашно ке ја сакам, горка ја своја, Скопје каже ми. Александар Јорданов, Happy End Band и Libero Band денеска ќе го отворат јубилејното 15-то издание на фестивалот на виното Виноскоп 2026 во градскиот парк на познатата локација Школка. Скопјани до недела ќе имаат место за добра енергија, врвно македонско вино, богата гастрономија и квалитетна музика. Посетителите ќе имаат можност да дегустираат различни видови вина од бројни македонски винари и производители на квалитетно македонско вино, представени на фестивалските штандови. Покрај винската понуда, Виноскоп 2026 ќе понуди и богата гастрономска содржина, како и разновидна музичко-забавна програма со домашни изведувачи, бендови и диџеи. Програмата започнува во 18 часот в среда и четврток, во 17 часот в петок, а во сабота и недела ќе започне од 12 часот. Годинава фестивалот ќе понуди и тематски музички вечери, како и дневна програма под концептот Блус и вино, создадена за сите љубители на добриот звук, убавата дружба и автентичниот вкус. Преку Виноскоп град Скопје продолжува да ги поддржува и промовира македонските производители на вино, богата винска традиција и потенцијалот на нашето поднебје. За развој на квалитетен вински туризам ве покануваме да бидете дел од Виноскоп 2026, 5 дена исполнети со вино, музика, гастрономија и незаборавна дружба во срцето на Скопје. Стои во поканата од град Скопје кои се покровители на фестивалот. Вториот ден од манифестацијата Денови на културата 2026 во општина Илинден помина во духот на литературата, уметноста и младинската креативност, со богата програма одржана во Домот на култура Илинден. Во рамки на традиционалното литературно матине за деца беа презентирани најдобрите творби од литературниот конкурс на тема Екскурзија во моето омилено место во светот. Најуспешните ученици добија пофалници и пригодни награди, кои им ги додели градоначалникот Александар Георгиевски, нагласувајќи ја важноста од поттикнување на младите кон литературата, творештвото и негувањето на македонскиот јазик. Во рамки на културната програма беше отворена и ликовна изложба на уметницата Катерина Трајковска, на која беа представени дела изработени со различни уметнички техники и автентичен ликовен израз. Културната вечер продолжи со настапи на културно-уметнички друштва, танцови, клубови и ученици од општина Илинден, кои преку музика, игра и традиционални кореографии приредија впечатлива програма за публиката. Манифестацијата продолжува и денеска со централниот настан во Домот на култура Илинден, каде е предвидено обраќање на градоначалникот и покровител на манифестацијата. Во рамки на вечерната програма ќе се одржи поетска вечер посветена на современата македонска родолюбива поезија. Публиката ќе има можност да ужива и во настапот на македонската музичка уметница Лидија Кочовска. Од општина Карпош информираа дека денеска од 17 до 19:30 часот во Синеплекс ќе се одржи работилница каде представници од Асоциацијата на советници за развој на кариера со своите стручни совети ќе се обидат да помогнат при изборот на средно образование. Оваа работилница се реализира како дел од проектот Кариерен избор без ограничување, кој е дел од активностите од годишната програма за еднакви можности на општина Карпош. На средбата ќе се разговара за актуелни теми какви што се родовите стереотипи кои влијаат врз изборот на образование, како и за начинот на кој родителите можат да им помогнат на своите деца да го изберат својот пат без притисок. Поддржете ги своите деца да ја донесат вистинската одлука, слободно, информирано и без родови ограничувања, порачаа од општина Карпош. Оттаму посочија дека настанот е отворен за јавноста и присуството не мора претходно да биде најавено. Сепак напоменаа дека бројот на местата во салата е ограничен. Волк, кој според првичните информации незаконски бил чуван како домашно милениче, бил заловен вчера во една скопска населба, информираше скопскиот градоначалник Орце Георгиевски. Според неговата објава на социјалните мрежи, животното било пронајдено со ремче и ланец, пошто веднаш биле известени надлежните институции.
Не можам да поверувам дека постојат толку несовесни поединци кои на ваков начин третираат диви животни, при тоа ја загрозуваат безбедноста на своите сограѓани. Ова не е само неодговорност, туку сериозна опасност за целата околина, напиша Ѓоргиевски. Тој посочи дека волкот моментално е згрижен од Скопската зоолошка градина, од надлежните институции побара целосно расчистување на случајот и превземање на соодветни мерки. Во Скопје мора да има ред, мора да изградиме похумано, побезбедно и одговорно општество во кое законите важат за сите, а животните се третираат со грижа, не како предмет за нечие изживување, порача Ѓоргиевски. Случајот предизвика бројни реакции на социјалните мрежи, каде граѓаните со неверување коментираат дека некој чувал волк како домашно животно. Во општина Аеродром деновиве се реализира редовна пролетна дератизација со цел заштита на јавното здравје и спречување на појава и ширење болести што ги пренесуваат глодачите. Во рамки на акцијата се опфатени околу 3000 шахти во кои се поставуваат вкупно 9000 мамци. Активностите ги вклучуваат сите основни училишта и детски градинки на територија на општината. Дератизацијата ја спроведува Центарот за јавно здравје Скопје, а од општина Аеродром информираат дека ваквите активности се дел од континуираните мерки за обезбедување чиста, безбедна и здрава животна средина. Од општината посочуваат дека пролетната и есенска дератизација остануваат редовна пракса во насока на унапредување на хигиената и здравствената заштита на граѓаните. Службите на општина Центар спроведуваат интензивна пролетна акција за косење трева со цел да се обезбедат чисти, уредени и прегледни зелени површини на подрачјето на целата општина, велат оттаму. Имено екипите на паркинзи на општина Центар деновиве косеа во Капиштец, Дебар Мало, Пролет, Спротиверо, Парк Франкофонија, кај Агромеханика, Градски ѕид, Водно и во општинските училишта. Денеска службите се на терен на Кале. Во наредните денови активностите продолжуваат во населбата Вуњаковец. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски посочи дека станува збор за пролетна акција за уредување на зелените и тревните површини согласно пропишаните стандарди. Цел ни е да имаме зелени површини што ќе бидат безбедни од појава на влекачи и глодари. Дополнително спроведена и редовна пролетна дератизација низ целата територија на општината. И наредниот период продолжуваме со активности за косење и одржување на зеленилото во Центар, рече Герасимовски. На граѓаните им е достапна и телефонската линија 076 350 767, на која можат да пријават израсната трева и неуредени јавни површини што се во надлежност на општина Центар, за да можат службите на времено да постапат. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расцуте сни. Вечно ке ја